Православните христијани утре ќе го одбележат најголемиот христијански празник Богојавление Водици. Подготвена е локацијата кај градскиот паркот каде ќе се фрла светиот крст за Богојавленскиот водосвет во водите на Кочанска река. Одбележувањето на најголемиот христијански празник Богојавление Водици во Кочанскиот православен храм ќе започне сутринска богослужба и света божествена литургија, а потоа сите заедно од црковниот храм ќе се упатат на местото од каде што ќе се фрла светиот крст. До денеска, до попладневните часови во Кочанскиот храм, изјавија дека имало пријавено 30 на верници кои ќе се фрлат по светиот крст. Во петок на самиот ден Богојавление, со почеток во 8 часот ќе се отслужи празнично утрено богослужение, по кое следува света божествена златоустова литургија. Како секоја година, така и оваа, со света литија од дворот на храмот во Кочани, преку улицата Димитар Влахов, па се до мостот кај градскиот парк, каде што ќе биде извршен самиот чин на потопување на светиот крст, ќе има литија. Најавено е присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. И сега со точност не можеме поради должината на богослужението, причесниците и еден куп други фактори, не можеме точно да предвидиме во колку часот ќе биде потопувањето, но секако тоа ќе биде некаде во периодот од 11 часот до кај 11:45 минути, ајде да речеме и 12 часот. Ги покануваме сите верници кои што сакат да го проследат овој чин, да дојдат на традиционално кај мостот во паркот. Свештени лица уште еднаш апелираат до сите верници кои ќе учествуваат и ќе се фрлат во светените води на Кочанска река да присуствуваат на утрените богослужби, затоа што пред се треба да се даде христијанска димензија и значење на празникот.